Басри. Вистинско прашање е имаме ли ние политичари кои остануваат воопшто достојни на своите ставови и ставовите на принципите од кои што зависат позициите кои што ги бранеле и претходно, и дали воопшто тие принципи зависат од она што очекуваат да го добијат. Меѓутоа, зошто имаме такви политичари? Заради тоа што ова мнозинство не води политика со која што треба да се оствари нешто. Тие воопшто немаат никаква идеологија, ниту пак некаква стратешка цел, туку ова мнозинство води политика исклучиво за да добие нешто, а тоа се потврди многу пати досега и со многу пари досега. Тоа го платија граѓаните на Република Македонија, плаќајќи од своите џебови. Би заклучила и би подсетила дека сите тие партии кои што всушност крпат мнозинство, секогаш кога ќе се најдат на страната на мнозинството, треба да размислуваат дека од наредните избори треба да се реформираат. Се сеќавате на оние настани во собранието кога со филџани се маваа пратениците од Алијанса, понатаму им сменија претседател на комисијата на тотално незаконски начин, и сега токму тие се така наречените спасители на власта. Толку многу ја извалкаа политиката и ненормалното го направија нормално, што на крај ќе испадне дека сево ова е многу врева за ништо. Политичката гимнастика е најлесната работа што можете да ја направите, кога тоа е единствената работа која што ви останува. Но долгорочните ефекти се јасни. Еве видовме пред една година има ново мнозинство, а резултатите од анкетите покажуваат енормен пат на довербата буквално по сите основи. Исто така ќе биде сега и со СДСМ и ДУИ. Нема да можат да го запрат така наречениот сноубол ефект или ефект на снежна топка, која што, за жал, оди надоле. Ова реконструкција на владата е само дефокус од нивната ноторна неспособност. Ова треба да го запамтите и сите да знаете дека нивното време веќе одбројува.